Почитувам колега Балковски, јас навистина со крајно сериозно и со голем интерес ги пратам вашите дискусии што сте ги имали по комисии и во расправите, особено на темата на транспортот и урбанизмот. Но навистина јас не можам да разберам какви се овие хистерии од ваша страна, какви се овие лаги, како може да замајувате јавноста, како може да звучите како јас, како колегата Антонио Милошевски или опозицијата. Како можете вие да не го слушате Артан што им кажува на владачкото мнозинство? Како би можеле да помислите дека урбанизам е на целосна дигитална форма на процедури, на база на податоци која што и како користи, која што спречува дополнителни трошоци, која што обезбедува квалитет, која што обезбедува безбедност на проектите, вие сметате дека таа би била подобра наместо хартија, CD и USB. Како можете да помислите дека институциите за кои што треба да се запазат постапките, за кои што ведат и коморите, и ние, и вие, како можете да помислите дека би биле подобро да се ја завршат работата, да се ја дадат оценката од комитетот во владата, кој што патем кажано, тој ќе прави се сега. Ќе дава концесии, ќе одобрува проекти, ќе врши експроприација, се тоа нормално под капата на Артан Груби. Ја навистина не можам да разберам како можете да им избегате од контрола на владачкото мнозинство и да сапите со такви тези. Сигурно немате вие искуство како што има колешката што претходно збореше, или пак знаење од областа како што би имале некој од тој комитет во владата што најверојатно ќе направат такви штети на државата, а не ги знаеме ни се уште ни нивните имиња. Ја навистина не знам како би можеле да се најдеме во ситуација вие да тврдите дека избрзани решенија се секогаш поскапи решенија. Дека проблемите тек доаѓаат со ваков избрзан начин, со ваков неодговорен пристап спрема работите. Кога со неколку членчиња во неколку предлог закони суспендирате пола држава. Процедури, законски решенија градени со години. Наназад биле многу власти. Имаме ли институционална меморија во оваа држава? Па сега ќе ја погазиме со неколку вакви неодговорни предлог решенија за закони. И конечно на крајот, дали како можете да се држите вашето искуство и знаење да го ставите дека ова не бил закон што треба да носи европска знаменце. Па тие знаат, претходно дадоа еден предлог закон кој што не знаеа ни да го образложат, им беше подметат на колегите, подпишале, бранеа, не знаеа што бранат, но сега владата излезе и ни кажа дека ова мора да помине. Не е така. И не можеме вака да продолжиме. Но се надевам дека овој пат гласот на опозицијата, на оние што се спротивставуваат на ова злодело што се прави, или овој обид за историски грабеж, ќе биде се погласен и се поброен. Ви благодарам.